судска поставка и добивањето на судско извршно решение, пристапивме кон нормално наплатувањето на долгот или согласно судското извршно решение, добивање на средства кои што друштвото, граденото друштво Трудбеник не ги должи нам. Ке кажам дека помина време од некаде година дена, во кој што на собственикот на градежната фирма Трудбеник му беше дадено време да го подмири долгот према акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор. Во овој временски период градежната фирма и собственикот на фирмата не изнајда можност, начин или капацитет да овој долг го сервисираат према нас, према нашата фирма, така да пристапивме кон извршување на овие судски постапки. Во дадениот момент во Република Македонија на долгови кои што ги имаат фирми, физички и правни лица према нашата фирма, имам утужено над 800 вакви предмети, во кои што се со вредност над 5000 евра. Ке напомнам дека тоа е голема бројка и голем долг кој што правните физички лица го бочат према нашето акционерско друштво, така да една од тие е и ова во Охрид. Значи сакам да укажам на тоа дека не станува збор за селективност, него станува збор за една бројка која што е огромна, од 800 над 800 утужувања широм Република Македонија. Кажа дека една од тие и пресудата која што е и утужувањето со Трудбеник, во кој што вредноста на спорот, поточно вредноста на или долгот на Трудбеник према нас е некаде околу 7,5 милиони денари. Со тоа што можам да кажам, тука не се пресметани каматните стапки, поточно и каматата плюс која што треба да ја даде од денот, значи до станувањето на правосилност на решението. Би сакал да ги уведам на граѓаните кои што се засегнати во овој проблем, дека тенденцијата и намерата не е на нашата фирма да овие граѓани останат без дом, поточно да останат без кров над главата, него напротив. Значи би сакал да укажам на тоа дека денеска и во текот на денов и утре, значи ќе се потрудам да остварам уште една средба со собственикот на Трудбеник и со фирмата Трудбеник, па да видиме и да изнајдеме заедничко решение и начин како да дојдеме до заеднички јазик, поточно до решавање на овој проблем. Станува збор за купување на станови кои што градежната фирма Трудбеник ги гради. Значи ние ги откупуваме тие станови од Трудбеник, но во дадениот временски период Трудбеник не ги завршува и мора да плати пенали. Согласно тоа што тој не ги завршил и не плати пенали према НАП, значи остануваат некој долг кој што треба да го подмири према нашата фирма. Дали вашиот извршител